председателе, јас ќе бидам краток. Ќе се согласам веднаш со вас дека во континуитет сите влади во Република Македонија биле само полоши и обезбедувале се понесигурен живот и иднина за граѓаните. Оваа влада сега дали ќе се врзе во континуитетот на продлабочување на мизеријата на Македонија, допрва ќе видиме, но има некои индикации кои може да ни посечат кој ќе биде резултатот, а тоа е дека, драг колега, во оваа влада се представници од сите претходни влади кои ги окарактеризиравте како влади кои донеле агонија за македонските граѓани, почнувајќи од владата на Заев, па преку владата на Никола Груевски, од екипата на Бранко Црвенковски и на Љупчо Георгиевски. Значи, во оваа влада се содржани сите расипани елементи на претходните владења. Од друга страна, рековте дека ќе го поддржите интегрирањето во Европската унија, но тоа што треба да се каже за граѓаните е дека ниедна влада не успеала да одговори на вистинските реформи кои треба да се спроведат во поглед на интеграцијата во Европската унија, а би сакал да ве потсетам дека овие две работи, тоа што го зборевте за сиромашните и за класната раслоеност во Македонија и интегрирањето во Европската унија, се обединува во концептот за рамен данок кој вие го фалевте. Европската унија не познава рамен данок. Во Европската унија е многу јасно дека прогресивниот данок е начинот на кој што треба да се полни буџетот на една држава и така создаваме одговорни компании за кои нели се зборува, а не преку рамен данок. Од друга страна, рамниот данок нема ништо да направи во поглед на еманципацијата на сиромашните граѓани во Република Македонија, нема да направи ништо за подобрување на социјалната состојба во Република Македонија и овие бројки кои ги спомнавте само може да бидат влошени, затоа што крајно не од некоја моја желба, туку просто од политичка интуиција предпоставуваме дека вашата десничарска влада нема да одвои пари за социјални политики, а за тоа и нели ќе разговараме кога ќе дојде време за ребалансот на буџетот, но за сега ова се нашите забелешки. Ви благодарам.